Значи дека Македонија не е демократска земја, тоа знаеме со години. Ова што го објавува Заев и што е на лентите, во детали тоа го потврдуваат и верувам дека ќе се забавуваме, односно ќе тагуваме, бидејќи ситуацијата е трагична во суштина, уште многу сати ќе поминеме преслушувајќи ова што вика премиерот, како да кажам, секој од нас имал слабости едно друго, тоа што уствари се случува како политика во Македонија се гледа низ овие ленти. Но такви пресконференции ќе се изнагледаме како што стојат работите, бидејќи мислам дека Заев допрва ќе предат на сериозни работи, кај што има криминали, кај што се работи за местење на избори, кај што се работи за потешки облици на злоупотреби на власта, кај што се работи за упат во бизнис и кај што се работи за пари. Овој очаен обид кој што го прави Груевски има повторно за цел неколку прости елементи. Прво да се дискредитира Заев, дека тој е странски агент, односно зашто очаен обид, не верувате во аргументите што ги презентираше една бајка која што е така една неконзистентна приказна. Во која што странци не прислушкувале, ама не сме ги фатиле. Сме викнале странска фирма која што констатирала дека на неколку места у центар, ама не успеавме да ги фатиме. Знаеме која е странската држава, ама никого не протеруваме. Тоа се случува денес, кога еден од осумничените, пазите, внимавите, за пуч, кој што предизвика 2 вонредни пресконференции на премиерот, е осуден на 3 години затвор. Вие денеска да поминете на Црвена ногица, 5 ќе веројатно. Заради тоа, во пучот дека се работувал и затоа е на 3 години. Па тоа да ви кажем, Заев, ако инструменти го мислам дека за 3 месеци ќе го пуштат условно ако не го повтори делото. Прво генералната оценка од сите генералната оценка е дека премиерот само тоне, се заплеткува, се обидува да биде арогантен, па разбира дека тоа не може. Не може да мрдне од оваа ситуација во која се фатени на дело, протечени им се материјалите, нема што да прават, јасно има на нив, се обидува да прави нешто што се вика damage control. Се обидува да контролира штетата и да апелира пред се до своите. Вели избори нема да има, немој случајно некој сега да менува страна и да протекуваат уште материјали. Ќе поред. Мислам, ситуацијата има повеќе аспекти. Ова што кажа премиерот денеска, ако е точно, а немаме причини да не веруваме, значи нема прислушкување од страна на нашето Министерство на внатрешни работи, на луѓе во државата, туку се работи за двајца работени таму, кои се купени, платени од странска разузнавачка служба преку некој човек и дека тие документи, тоа се правило од 2010 година, дека од минатата година тие документи му се дадени на лидерот на опозицијата, кој ги чува значи во джепот и планира кој како да ги лансира. Но не доаѓаме ли тука до прашањето на господин Пендаров што правеле нашите служби да го спречат тоа? Чекайте се, јас зборувам се, ако сакате да ќе дебатираме после ќе реплицираме, меѓутоа се да даме основната дијагноза да дадеме, нели така? Значи се работи за многу важни аспекти кои мораме да ги дефинираме. Прво, значи ако е странска служба во прашање, не е исто дали е странска или домашна. Апсолутно не е исто. Ако е странска служба, сега имаме податок, уште не демантиран, дека е странска служба. Што мислите, таа странска служба зашто влегнала овде? Дека да помогне на Македонија? За да ја смени диктатурата која што вели Ордановски и други? Не, за да го поддржи Груевски, веројатно. Зашто другчие? Не, Груевски во никој случај нема да го поддржат Груевски, защото Груевски е неприфатлив за Запад, разбирате? Чекайте, а зашто странската служба не би била источна? И вие веќе знаете дека не е источна. Не, она што го најавија... Па чекайте, ако е прифатлив за исток Груевски, зашто тогаш е запад да биде? Ама чекайте, истокот кај нас не игра никаква улога. Како тоа да игра никаква улога? Никаква улога не игра. Па зашто тогаш оди Груевски да исток? Ако истокот не игра никаква улога? Кога отишол на исток Груевски? Па ја ќе ви кажам во теков на вечера. Знаете ли колку пати биле за Москва во изминатата година они? А вие не знаете. Не знам. Па и прашајте го Груевски, кој ќе го видите колку пати лета. Немам контакти со Груевски. Па деве воспоставете контакт, видите отворени денови на влада и отидете таму прашајте. Не, чекайте, дозволете вие сега, тоа е многу важно. Сега мојот зборот, се пак ми ветавте збор, јас вас остави да зборувате. Значи, ако е точно, еве се ќе ви реплицирам дека одел во Па не он, високи функционери. Беше подпишува таму и договори за Јужен поток. Не подпиша, подготвува уствари. Значи, ако е такво, тоа значи уште посигурно доаѓа западна сила која не сака да прифати да ни одиме према исток. А велам сите тие приказни кои вашите истомисленици ги лансираат дека Македонија е према исток. Која е таа западна сила на господин Миковски? Ајде да видиме кој е таа западна сила. Ако сакате ме прашате, мене пак ми скокате. Албанија ли на запад? Пак ми скокате во збор, не Албанија. Кој? Веројатно Малта.
И јас исто мислам дека е малку. малку. За двете страни работи. Што не сега изговорите, господин Николски? Ама сега дозволите Што да се завршам плашите јас да сега. изговорите таа странска? Добро, ја почнавте дебатата. Не почнав дебатата. Вие рековте да ги стеснеме, да ја стеснеме само оценката. За да почнеме после едно по едно. Да стеснеме оценката, така не би даваат збор. Повелете, ајде повелете. Значи, одиме на тоа, да направим прво диагноза. Прво, кој го прави тоа и која е целта, разбирате. Ако го дефинираме тоа, многу полесно ќе дадеме заклучокот. Значи, диагнозата према она што ја знаеме е странска служба. Го рече премиерот тоа дека не шпионирал, односно не прислушкувал МВР, него двајца платеници од странство, кој едниот е казнет по договор, дали е малце или повеќето е друго прашање, другиот е исто така во процедура и мислам дека следниот чекот ќе видиме ќе има нови апсења, предпоставувам. Значи, тоа е првото. А второто, дали тој потек на таа странска служба е да и помогне на Македонија или не. Ако го гледаме тој мозаик, вие се фаќате за диалог, јас мислам ове дегутантно да ги слушате што разговараа министрите. Ви тврдам дека Ма и тоа што го правите дегутантно. Ајде ме да зборам јас. Добро, кој е вториот момент па да ја почнеме дебатата по сите. Значи, ако ги снимале француските министри, германските, британските, бидете сигурни дека истото го прават можеби и на побулгарен начин. Чекајте сега, јас зборам сега. Ајде ме молам завршете. Ама не може да зборам јас, две министри не кажав. Ако одиме од дебата, дозволите ми да зборувам. Кажете го вториот елемент, првиот елемент рековте диагноза, вториот е? Вториот е целта на таа цела операција. Добро. Целта на таа операција е да се дестабилизира земјата. И ни сите овие настрани од бојкотот на парламентот после собранието, после изборите, барањето на консензуален председател, сега ова афера, се дел од сценарио, разбирате. И ова што се случува не е апсолутно наивно, нити намера да се помогне на Македонија. Целта е да ова земја од внатре се струши. А кога не успеа војната од 2001 година, кога со оружје сака да не рушат како држава и да не разнемитат како народ, сега тоа сценарио се одвива по планот Б, кој државата се руши од внатре. И за жал, некои наши политички сили, некои сосема свесно и играјки на картата, она што не го реализира од 2001 година, го прават од внатре сега со консензуален председател, а другите свесно и несвесно оддат во истото сценарио и ја рушат државата. Ова се случува сега моментално е на долгорочна штета на се вкупните интереси на овој народ и нова држава на една долга стаза. Абе, господин Николски, мисли дека сме усите. Се извинувам, Абе, телма е ова. Борете. Мора да имате елементарно почитување на наша минимална интелигенција. Значи, кога сте дошли да не навредувате, да мислите дека сме ние глупи, како и овие што не гледаат. Па овде каде ни верглате за тезата дека... Јас само зборам со мојата теза. Вие со нивото со кој со заговорите кои ги заговарате, тој е крупна. Што нема заговор за Македонија? Се разбира дека нема, има заговор од власта да ја злоупотребува својата институција. И власта не блокира во Брисел, нели така? Не блокира во Брисел и не става. Затоа власта го прави. Не блокира во Брисел, става уче на името па Значи тезата на господин Николски и тезата на власта е дека станува збор за странски служби. Тука имаме разработување на таа теза. Отиве напишано. А дали тоа случајно тој фиром, односно Поранешка Советска Република Македонија? Не знам, ама зашто го прифатија тие што беа на власт? Остите приказки за лаге деца, остите бајки ве луѓе, да слушате. Фатени се со спуштени гаќи. Прислушкува. И тоа прислушкува масовно. На тој начин како што ќе чуеме, местеле избори, местеле сделки, решавале за судбини, како ви викаат, ќе лета од работа. Вие се ги преслушале тие следи. Еве ги гледам, ги слушам секој ден. 500.000 евра дај му за Република Македонија, а името не го даваме. Па ќе лета од работа, па овој, не се секирете за нив, ја тоа само уште да се превземе. Абе, гледате ги лентиве што зборат да телевизија директор. Абе, остете ме вие кога бевте амбасадори, вие ги работевте за странска служба на Никовски, вие додуше може да сте работеле, јас не сум работел за странска служба, но не се откажувам од тоа да размислувам рационално и логично. Дали вие ги следите наредбите на власта кои ти директор телевизија? Господине Никовски. Дали бевте вие? Фатени се во прислушкување луѓето, масовно е правено тоа. Тоа потоа го злоупотребува за да владеат. И тоа е казниво, тоа е казниво.
злоупотребува за да владеат, да местат избори, да местат човечки судбини. И тоа го гледаме како течат из материјалите. Остите ги овие приказки дека мобилни, како беше технички мобилни тимови кои експерти и странски констатираат, ама не ги фатиле во Скопје. Па во Скопје вие се извинувам ја и вие да правиме мала нужда на у некој парк, ќе не уапсат за 2 минути. Сакам да ви кажам дека приказката на премиерот е бајка за мали деца. Многу ја мислеле, направиле едно компликувано сценарио. Па не се знае што кажува сценариото. На ниедно суштинско прашање нема одговор. Дали е ова точно што кажуваат на ентитет, за тоа ќе утврди истрагата. Дали ќе има избори, нема да има избори, не попуштаме, нема се плашите. Дали странската служба ја знаете, ја знаеме, ама не смееме да кажеме. Вие само последиците ги третирате. Вие не се гледувате. Значи, видите, од дрвата вие не гледате шумата. Трагични од дрвата не гледате шумата. Ама добро, имаме една демократска власт. Шумата е дека ние сме во тешка политичка криза. Абе, не тероризира. Тоа е точно. Дека сега ќе ни дојат пак странци. Елементарна честност треба да го видите тоа. Се извинувам. Ќе ни дојат сега странци да ни ја средуваат работата. На крајот на криштата меѓу редови премиерот денеска призна. Секој добронамерен страна. Ќе ни даде тројката Вајгл, Кукан и бившиот известувач. Кој сака дека дојде? Не, ќе дојат и што пак ќе излеземе со Палома. А нема, овој пат странците ќе не влечат за уши. Видите. Ама кој го прави тоа? И со која намера го прави тоа? Вие што ни мислат лошо? Видите. Прво, ширење на нелегални документи е кривично дело, ве се служувате со тоа? Па се разбира, уште повеќе правењето на нелегални документи. Вие се служувате со тоа. Кој ги направи? Па Мијалков и неговите служби, бе, господин Николски. Кој вика, бе, тој што убеше, тој што ги правил, вика, питај мог брата Лажова. А зашто, видите, ако снимал Мијалков, разбирате, чекајте, ако Заев бил сниман, што не го покаже да разговарате на Заев. Знаете што значи да го влезе? Мијалков ли да го покаже? Па Мијалков бил странција ка прислушува. Ако ги покаже, како за странција го? Заев слушан или не е слушан? Од кај да знам ќе видиме. Ако е слушан, слушан е 100%. Странска служба да ви влезе во УДБА. Зашто не ги каже неговите снимки, да видиме што тој разговарал. Ама да што е разговарал. Ја рушил државата. Ама што разговарал? Крадел, како да ви кажам, слушайте, неговите разговори може да се повулгарни и понеодговорни. Така, ама не ги прикажува. Што не ги прикаже? Сигурно и повеќе пари крадел. Он вели дека го прислушкувале, нека прикаже. Кој тврди дека ова што го прикажуваат не е извадено? Јас не ги бранам. Секој дозволите. Секој прислушкува. Чекајте, една работа. Дозволете, една работа да расчистиме. Секое прислушкување казниво дело и сите што прислушкувале Мијалков ли, министерката треба да одговараат. Каде, во кои институции, господине Николски? Во ова држава. Кај што јавниот обвинител е дел од лентите, кај што местат судии, кај што местат судења. Во таа држава, кај што ги натепаа претениците во парламентот, кај што го прогласија договорот за тоалет картија. Не, чекајте, вие да ме прашам, во која држава? Кој ги постави судиите ова држава? Па еве ги Мијалков и Јанкуловска. Не вашата партија, од колку 600 суди, поддржувате една партија. Ја поддржувам демократија. Во демократија во држава нема, господин Николски, демократија нема никаде во светот по вашите мислења, а во Македонија нивото на демократија не е светско, разбирате. А што мислам, во Америка има демократија? Ајде едно по едно. А што се случува во Гуантанамо? А што се случува во Гуантанамо ако е таму демократија? А што се случува во Сибир? А што се случува во Јужна Африка? А што се случува? Абе кажете ми кабинетот на премиерот што се случува, господин Николски. Ама аз ви ги читам сите, ама вас ви прислушкуваат, господин Николски. Најверојатно. И вас не ви пречи тоа? Не ми пречи воопшто. Па добро, вас не ви пречи, не ви пречи. Па ви пречи што имате тајни мисли, може ли тајни намери? Па имам, како де? Па че имам тајни мисли. Сакам да ми останат тајни. А зашто не ги прикажат вашите ленти па да видиме што се тајни? Јас сум најголемиот рушител, мене за крај со грујот. Да се вратиме на еден по еден. Америка технолошки е сосема возможно. Еве, Америка милиарда, Русија да речеме не прислушкува никого. Апсолутно. Ни жена му не, апсолутно никого. Нема слово. Значи ме разбирате. Сакам да ви кажам, значи тоа е возможно. Меѓутоа е глупава тезата. Глупава е тезата на господин Николски. Па он мисли дека сме и ние глупи, па сега ќе дискутираме. Па дека Америка не прислушкува. Дека моите тајни длабоки, вие велите јас сум прислушкував, да моите тајни што со жена ми како се договараме. Дали Америка го прислушкува? Америка не прислушкува. Дали Америка прислушкува Меркел? Абе Мијалков не прислушкува. Дали Америка прислушуваше Меркел? Па има, се разбира како да. Вие сте амбасадор, треба да знаете. Па дека Груевски исто да не прислушува. И дека Груевски ко Меркел важи. Како што работава најбоље да излезам. Повелете пустиме колегите. Прво, по распадот на Југославија, само уште една работа. По распадот на Југославија, бројот на тајни агенти во Македонија
Македонија. Не како кафе, огромен е. Милион и пол. Не милион и пол, можда 900.000. Значи, бројот на агенти, тајни агенти у Македонија е огромен, затоа што овдека има разни планови, концепции кои се нереализирани се. Говорете, господине Никоски, ама имаме и служби кои треба тоа да го спречат. Зошто тоа не го направи? Толку сме немоќни, толку едно лице в, како што го споменуваат, толку моќно да го кој втор пат е умешан во иста афера. Во истата работа, да. Тоа беше првиот да го организира. Вака. Чекайте, се видите ова, кажи после имам право на и јас те привеќам теоријата на заговор. Но ја заговарате. Не, нема теорија на заговор против Македонија, меѓутоа има реална политика на туѓи интереси, пред се американски, да бидеме јасни, по распад на Југославија, во кои интереси не се вклопува македонската држава. Што значи тоа? Да, дозволите. Значи, затоа ние имавме случај да не признава. Америка не призна после 2 години. После 4 години пати амбасадор, не случајно. Основниот гест во меѓусебните односи е признавањето, значи не признаваше. Државата не ја признава ни Европската Унија, не ја прифаќа Обединетите нации, таму и наметна референца, немојте да го спомнувате ФАЙРОМ или ПРМ, тоа е референца. Тоа е хатенката е навредлива. Значи, не го почитува повелбата, уставот на Обединетите нации и наметна додатни услови на нас. Зашто? Случајно? Не случајно. Не беше тоа заговор, тоа беше политика, реал политика, типична реална политика. Доаѓа да одиме да прескокнуваме привремената спогодба. Погубна за Македонија, по многу што. Не ви го трошите времето. Ќе дојдам, па дозволите ќе ви кажам, ама не за говор, за ви објаснам. Ќе дојдам, да не бе американците немаше да се извинуват. Вие не гледате шумата од дрвата. Аз сакам да кажам дека дрвата се дел од шумата. Само ви молам да не бидете толку екстензивен, бидејќи имаме навистина многу кратки дели. Вие зборе само да кажам на центар да завршам. Повелете. Значи да дојдеме на привремената спогодба, дојдеме на 2001 година. Што се случува во 2001 година? Кој интервенираше во Македонија? Албанците од Косово? Де? МПРИ беше во Скопје, разбирате. И сега е тоа со прислушкувањево. Во Рачиново ги фатија 19-17 американски. И сега е тоа со прислушкувањево врзано. Дојде 2004 година кога Охридскиот договор 2004 година, ама гледате да гледате работите во една континуитет. Не се мајте. Не се мајте. Ова трибина у село Кучково. Народ разбира кој не разбирате. Народ разбира. Иако е телно прашање. Значи доаѓаме 2008 година, разбирате, кога на Македонија и поставија блокада, уцена и ултиматум. Прво е тоа членство. Го признаваат и Хашкиот суд, ваши демократи. Не го признаваат. Добре, врете, господин Никоски. И сега тоа, значи, кога не успеат 2001 година со оружје да служат ова држава, ја рушат од господин Никоски, да не беше Америка, немаше да постои држава. Ама цела вечер зборите, бе, господин Никоски. Ама зашто се ова историска лекција ја држите од 91 година? Ама кај бевте вие 91 Ама да видите шумата, да видите. Вие не гледате шумата. Вие се фаќате за телефонски разговори, вас него сакат некучуци. Ама не вие во телефонски разговори да кучувате. Направија фирма за износ на дрва, бе. Само едно прашање за 20 да се говори. Многу кратко. Навистина 15 секунди. Не, ама чекај да завршам. Ама вие не бiste екстензивен. Господине, која е шумата сега? Шумата е тоа што од 2008 година се руши државата од внатре и сите овие чекори што се прават, тоа е рушење на државата од внатре и консензуалниот председател, кој е рушење на уставниот поредок на земјата и бојкотот на парламентот, кој е исто така рушење на уставниот еден класичен огромен пораз. И тепањето на претениците исто така. Тоа се работи кои заслужуваат осуда и така натака. Меѓутоа, зборувам за ова, и ова сега со прислушкувањето е рушење на државата, рушењето на угледот на државата, меѓународниот рейтинг и ние сме сега. Може да поедноставам? Уште една реченица да кажам. И тие што веде за 6 месеци ќе не пикнат во НАТО и ЕУ, што лажија, флагрантно, сега го прават нашето влегување во НАТО и ЕУ не само незамисливо, него не на долгорочна, незамисливо може долгорочна да порашате. Апсолутно. И додека оваа гарнитура на СДСМ не се тргне од власта, оваа држава ќе паѓа надолу во наштета на сите вас тука и на на сите граѓани. Значи нема ништо поопасно од суетна опозиција отколку суетна власт. Оваа власт гледаме сега како. Наспорно дека е суетна, али значи гледате. Заев, девете порази, може да седи на бихачка. Па еве сега ќе видиме како се поразите, бе, господин Тошо Пендаров. Значи 2011 година да ве подсетам, опозицијата имаше повеќе гласови од вас тоа освоено.
Од тука натаму ги слушаме лентиве. Како имаше да видите? Така, вкупно се заедно, опозицијата имаше повеќе гласови од власта Тошо Пендаров, кој што седиш во парламент, провери ги цифри. Тоа е факт, тоа е факт. Сите заедно, сите други заедно. Сите други заедно, се слагам точно. Сега ќе чуете на следниве ленти како се прави изборите понатаму. Точно е тоа. Значи вие се ги слушале лентите. Јас сум ги слушал сите ленти, све до детал сум слушнал, господин. И затоа не можам господин Никовски да ве слушам, а како ми кажете за 91 за 89. Не, господин Никовски прашува дали сте ги слушали оние ленти. Ма све сум слушал ја, како и не објавени, допрва што ќе се снимат сум ги слушал. Значи сакам да ви кажам, видите. Немојте да ја замајаваме јавноста со некакви заговорнички историски лекции. Проста е работата. Опозицијата излегува со огромен скандал. Власта на тоа парира дека скандалот е голем, но не е продуциран умив од странска служба. И тоа мора да се расчисти релативно, да кажем едноставно. Ако власта не документира дека за тоа стои странска служба, и тоа се знае како може власта да документира, ние до овој момент, веќе месец дена немаме ниту еден протеран, ниту демарш имаме. Според премиерот не може да се соопшти во интерес не може да се на соопшти. истрагата. Па како да ви кажам, премиерот денеска ни раскажува, пазите. Денеска премиерот бесрамно одржа еден саат, во кој прераскажува судски случај, детали од истрагата, уште не е подигнато ни обвинение против Верушевски. Допрва му го продолжува притворот за 30 дена. Денеска премиерот прекрши едно 30 закони. Он ни раскажува денеска пред камери овој детал за судењето. Чекајте бе луѓе, има јавен обвинител у државата. Добро, ние знаеме дека оние видовме како го местеле. Ама барем пуштите го јавниот обвинител да си истера работата. Премиерот ни вика странска служба. Ами што ако јавниот обвинител констатира дека нема странска служба? Што правиме тогаш, како се тоа, на кого да му веруваме? Па чекайте, ви се молам, не е тоа нов момент. Премиерот има да ќути додека не заврши истрагата. Има да, ама не ме разбират, видите, премиерот не смее да преюдицира странска служба. Не смее да преюдицира зашто е Верушевски виновен апсен. Ни раскажуваат приказки дека жена му на Верушевски на службениот компјутер на работа ги чувала снимките. Ни раскажуваат дека овој што е уапсен овој клучниот од МВР што прислушкал, ги чувал дисковите у својата канцеларија. Ни раскажуваат дека син му е фатен како го крши со секира компјутерот, а син му не е уапсен. Ни раскажуваат дека, како да ви кажам, приказки за мали деца. Па де баш така, за вакво смеење се приказки. И сето тоа ни го кажува премиерот пред камери, во случај кога се уште не е подигнато ни обвинение господине Никовски. И сега вие викате во институциите. Па денешниот одговор на премиерот го осуди. Он рече дека е странски служба, предавници, ќе ги апсиме сите. Како? Кој премиерот тоа да го кажува, бе, господин Никовски? И Никсон кога го фатија не го правеше тоа. Си поднесе оставка, човекот вака мавна од хеликоптерот и си замина во вечност. Не ја повреди пресумцијата на невиност. Ма немојте, не ја повреди пресумцијата на невиност. Детали раскажуваше од обвинението. Ама он дали од обвинението едно, а па чекайте, докази изнесува. Како процуреа снимките од неговиот кабинет, па кој му ги дал тие снимки на YouTube? Па вие навистина мислите, па самиот вели дека дошле службеници од МВР, монтирале камери. И како ти одеднаш се појавија? Па те се дел од постапка, господин Никовски. У цивилизирани земји тоа е unadmissible. Тоа не може да се поднесе веќе во судскиот процес. Вие разбирате ли со кого си имате работа? Се отворила како доказ. Се молам, и сега на тој премиер ние ќе му веруваме. Па погајте го човекот денеска се изгуби. Едно прашање кон Прво ни една земја не е директно обвинета за учесник, ниту една. Второ, ниту една, иако индиректно се надзира. Кој е таа земја? Индиректно кажете ни, охрабрите се кажете ни, тие не успеа да разберат. Јас разбрав. Кој е, Бугарија ги е? Не, Русија ги е, господин. Индиректно се подразбира, едноредно се подразбира, меѓутоа, видите, не значи дека има човек од амбасадата инволвиран, не значи дека има тука директно агент. Они го посочија еден наш граѓанин кој му кажа со иницијали, значи не кажа кој е, пресумција на невиност, дека добро да го знаеме сите, дека тој човек го знаеме сите. Како може да така мисли? Добро, значи тој човек кажа дека бил инволвиран, дека фатиле документи криминалички во компјутерот. Ма тоа не може премиерот, премиерот има увид во истрагата, господин Никовски. Што му поднесува извештај обвинителот секој сабајга на премиерот што има во документите. Официјално е сознанија на МВР од контактите со чекајте бе, МВР работи по закон, МВР работи за обвинителство бе. МВР не може да дојде на сабајга и да му каже на премиерот што има во актите. Да, може. Како може? Видите, Па
во секој свет, во цел свет е така, МВР, дозволите, МВР е орган на владата. Министерство на владата и министерката... Има закони, бе, господине Виковски. Кај е министерка, ви тие закони не се кршат со тоа што... Што се мешаат во истрагата? Не, чекајте. Во истрагата која врши МВР? Не. Па како не разбирате? Па вие елементарно не ја разбирате правниот систем, господин Никовски. Истрагата ја води и ја врши обвинителот. МВР е само сервис. Да. Ме разбирате, ако треба кола да запрегнете да уапси некој по барање на обвинителот. Тоа ова денеска што го говореше премиерот, значи дека обвинителот секој сабајде може 2 пати дневно. И дека премиерот вика, види се Груевски. Денеска најдовме овие документи. Види на страна 2 што пише, срам да му е. И ово излегува пред камери и се брука овдека пред сите. Не треба што таа Туркија скандал, не може вас да ве обсебе. Ама чекајте, вие сте правник. А вие што сте вие? Ама вие сте рационални ли сте? Вие нормален човек сте. Оти не е ова за правни луѓе. Ова треба да... Ама ви се молам. Видите, ако немате аргументи, немојте да фукате. Имам аргументи за луѓе кои што разбираат што се аргументи. Видите, истрагата ја врши МВР под набавање на обвинителот. Обвинителот кој сам ќе оди да истражува. Сите елементи од истрагата ги собира МВР и му ги дава на обвинителот. Не, на обвинителот. Од кај ги знае премиерот? Добро, да скратиме. Ама видите, немојте вакви работи да тврдите, вас не ви премиерот излегува и ни кажува детали од истрагата. Сите очигледно е дека цялата истрага ја врши МВР и ја дава на обвинителот да Од каде ги знае премиерот тие работи? Затоа што МВР е орган на владата. Значи МВР го информира премиерот. Апсолутно. Па тоа кажете бе господин Виковски, па цела време секој министер го информира премиерот. Така, и за истрагите. Да, и за истрагата, точно. И премиерот може да даде и насоки како се и да излезе на пресконференција да коментира и да наложи како да се суди исто нашиот исто и тоа може. Не наложува, он нека каже, он само ги кажа информациите кои ги доби од МВР и тоа го каже. Имаме судија Санадер, дали некогаш се слушнавте Косор да каже збор? Тоа е нормална држава, ви се молам. Ние збориме за Македонија. Санадер кој се судеш? Не ја следам Хрватска и не верувам дека не ја следам. Искрено да ви кажам, не ви верувам на оваа последна изјава. Искрено да ви кажам, не верувам. Вие сте човек кој се следите, посебно на Балкан. Не, ама тоа вие можете сега да зборите што сакате, ама искрено ви кажам, не ви верувам. Судењето на Санадер општо не ме интересира, не сум го следел. Не викам дека ви интересира, ама истрагата, елементите кои ги има МВР, тие аргументи МВР по службена треба и мора да е. Никовски, ако може премиерот да излезе да прави јавниот обвинител ги добива, истрагата ги добива фактите, аргументите и врви сцени или ги одбива или ги прифаќа. Ама премиерот каде е улогата на премиерот? Не може да врши истрага самиот обвинител. Ајде да пуштиме тоа нека разбораме. Имаме уште малку, имаме уште многу малку време, а уште неколку прашања за да влеземе. Јункер, Европската унија и некои други светски сили не работат во интерес на Македонија. И покрај другото, за сите нив, крајно неприфатлива владеачка гарнитура, бидејќи е непопустлива во однос на името и идентитетот на македонскиот народ, и тие прават све, и ќе прават све да ги сменат. Во Вашингтон, кој беше премиерот, држеше пресконференција на улица. Уште еден коментар од вас како дипломат, што значат најавите? Некои велат и заканите од амбасадата на САД дека е можно да има и поединечни санкции во форма на замрзнување, имат укинување на визи, нови црни листи? Тоа нема никакво значење. А дека американците играат негативна улога во развојот на состојбите во Македонија, тоа секој што објективно ги гледа работите му е јасно. Да не забораваме, Тачи е одамна на нивната листа, а цело време во американската амбасада во Скопје. Почнуваме со вас, Ордановски, од последново прашање, значи поракава на САД. Јас како ја гледам работата? Значи, ние ќе се изнагледаме уште 2-3 недели материјали кои што комплетно ќе го клекнат Груевски. Затоа што сега ќе следуваат материјали кои што по најавите ќе видиме многу посериозни и кривични и други дела, кои што се против уставот и така натаму. И ова до сега е страшно, бидејќи ова ја разоткрива механиката. Потоа мислам дека доека ние вечерва разговараме, некој друг разговара со јавниот обвинител. Кој? Некој друг од овие странски сили што ги говори Никовски, овие што не мислат зло. И не мислам дека наскоро ќе се формира еден тим специјален од обвинители кои што случајот на вистина без да му поднесува сметка секој утро на Груевски ќе го разгледа. И потоа ќе видиме дали ќе има оставки или ќе има друг кој би го формирал тоа? Па ја мислам дека владата ќе се согласи да го формира тоа.
под доброволно или под доброволно, хрански да, притиск? секогаш доброволно. Секогаш доброволно. Чим бидат ставени до знаење одредени информации, они доброволно ќе се. Значи ви играте на карта на протекторат, така? Јас играм на карта на опстанок на Македонија да вие лоповиве што не испокрадува и што не пресираат секој ден. На таа карта. А вашите претходно ништо не направија? Моите направија да дое Грујо на власт да уништи државата. Оти Грујо го немаше ни 91-а, го немаше ни 45-та до душе, ама тоа се е у историјата. Ордановски, до договор за институционална правна и политичка разрешница, сами или со меѓународно посредништво? Како сами? Како сами? Со овие битанги сами. Немах со овие сами ништо не може да зборови да користите. Не ви доликува такви зборови, немојте. Вие сте сепак човек од интегритет. Да повторам, со овие битанги сами. Па нема шанса, ова се битанги кои што се на власт. Вие гледате што прават. Тоа е ваше мислење, Па се разбира кај јас апсолутно, јас не мислам дека ќе го споделим. Апсолутно мислам дека тоа не битанги Јас не реагирам бидејќи секој одговара за во телевизија може изгуби лиценца ради вас. Се извинувам за нивото на Јанко Илковски вечера, ама е балце да ве привикнеме на таа атмосфера што ја знаете. Значи ќе дојдеме ние до институции. Но тие институции нема да бидат овие што ги контролира Груевски. Тие институции, бидејќи ситуацијата станува на вистина нередовна крајно, мислам дека не може да излезе ова на улица, дека не може на улица ниту да се реши. Него. Ние ќе видиме сега што опозицијата, нема друга шанса за опозицијата. Се извинувам, немаме веќе простор за дебата, ова беше завршен збор на Ордановски. Беше завршен збор. Да, како да не. Ќе дојдеме до институции, ќе дојдеме со една заокружена истрага и тоа ќе видиме после 2-3 недели кога ќе се отворат крупните прашања како ова ќе оди.